Патот до пеколот води со добри намери. Мене не ме интересираат намерите, мене ме интересираат резултатите. Очигледно дека резултатите се никакви. Вие сметате дека треба да напуштиме работата на таа комисија? Јас претходно реков, сметав дека не требаше да се формира, камоли да постои. Да постои. И јас мислев дека штом ќе дојдат на власт новите, или новостарите, како сакате речете ги, дека навистина ќе се укине таа комисија, не. Само се променија некои членови и толку. Таа предвидена со договорот. Таа не определува само ги определува само историските факти, туку оди директно во содржината на учебниците. Историски образовни, така е. Чекајте, мислам. Ја не знам тоа дали Франција го правила во Конго. Не знам. Тоа е дел од договорот, ако ја напуштиме работата на комисијата, значи дека го напуштаме и договорот. А тоа веројатно има и последици. Сега може работата да се постави малце поинаку. Ако останеме во комисијата, може да се случи да се загубиме и ние како македонци. Па сега бирајте, македонец или европеец. Добро, одговорот, одговорот на тие што ја формираа таа комисија и предвидува да постигнува резултати до нашето зачленување во ЕУ е дека таа е на паритетна основа и дека не може со надгласување ништо да не биде наметнато, дека сепак е таму аргументите треба да преовладуваат, иако гледаме дека тоа не се случува, затоа нема ни резултати. Па тогаш и работата е јасна, немаш од... Значи, од тие три опции со кои го почнеме разговорот, ќе дојдеме до тоа дека ништо нема да се смени, дека ќе си останеме во статус кво, ниту можеме да го раскинеме договорот, поради тоа што сигурно тоа ќе има последици за угледот на државата, сепак е тоа меѓудржавен договор, ниту пак ќе има некаков напредок. Добро, ќе има последици, но треба да се види кои се пострашните или поголемите последици за Македонија. Постоењето и продолжувањето на тој договор или на тие договори, особено мислам на Нивичкиот договор во Преспа, а и овој со бугарите, или пак раскинувањето. Ја мислам дека раскинувањето нема да доведе до поголеми проблеми отколку продолжувањето нивно. Бидејќи тоа ќе доведе до влегување на бугарите во уставот и тогаш се знае што ќе следи. Што? Па еве помеѓу другото ќе имаме 100 и нешто илјади бугарски државјани во Македонија. Колку пасоши има во Македонија? Тука гледате опасност. Па како не? Без разлика дали тој ќе се декларира носителот на пасошот како македонец или не. Но тој е граѓанин на Бугарија, а бугарската држава е должна да се грижи за своите граѓани надвор. Не гледате опасност? Добро, професоре. Да, риторички ви го поставив, бидејќи јас не дадов тука да ве прашувам вас. Тоа е риторички речено. Така и го сватив. Не бете да го сватите, мислам лично. Не, таму работа. Некој би рекол дека цена има и тоа што сме надвор од ЕУ, кога тоа се говори, најчесто се мисли на силувањето на младите. Знам дека има и контраргументи, дека и Бугарија кога влезе во Европска унија уште повеќе се иселија 2 милиони, но исто непобитен факт е дека членството во ЕУ дава надеж и дава некаков оптимизам за просперитет кај младите. Прашањето ми е да се префрлиме на младите. Да. Зошто полесно се одлучуваат да ја напуштат државата, да си заминат од Македонија, отколку да се борат тука нешто да променат? Постат повеќе причини. Јас ќе се содржам само на една. Според проценките, третина или четвртина од населението ни е надвор. Затоа што тие се уште немаат воспоставени сериозни врски со оваа земја. Не се вработени, не се во брачен однос, значи немаат семејство, немаат деца и многу полесно им е да отидат надвор. Дури да се во брак, дури да имаат деца, наместо животот да го почне тука, го почнува таму. Но прашајте ги голем дел од нив како се чувствуваат кога одат таму. Претпоставувам, но само претпоставувам, не можам да тврдам, дека вие знаете луѓе кои се, да речеме, кога велам луѓе, мислам на наши луѓе, македонци. Познати, да. Кога мислам на македонци, не мислам во етничка смисла. Ве разбирам. Србија, албанци, турци. Граѓани, да. Граѓани. Луѓе од Македонија. Така. Кои се со високо образование, кои се на релативно добри или соодветни работни места во Германија, Швајцарија или Франција или
некои од скандинавските земји, а кои доаѓаат тука да се ги поправаат забите. Кои доаѓаат тука да им се определи диоптрија. Зошто? Затоа што е поевтино. Затоа што е поевтино? Да, тоа е многу прагматична причина, да. Тоа не говори нешто? Да. Дали не гледате опасност во иселувањето? Велам, третина или четвртина од населението не веќе иселено? Статистички нека се направи анализа, макар се направени. Да видите колкав одлив на бугарско население е направено после влегувањето на Бугарија во Европската унија. И не мораме да одиме за таа Бугарија и да не се фиксираме само за Така, Бугарија. така, имаш и во Полска, но само појаците се враќаат. Во појаците се посебен народ, посебна Да, многу беа иселени во Германија работеа, сега се посебен вратиле. менталитет. Тоа е нешто друго. Тоа е веќе друго прашање. И русите со нив имале сериозни проблеми. Мислам, војни проблеми. Тоа е веќе друго нешто, друго прашање. Меѓутоа, Хрватска се наоѓа во доста лоша или незавидна ситуација со работна сила или со работна рака. Така што голем број мора да прима од Македонија, да прима од Босна и Херцеговина. Вучич се фалеше дека Србија има многу повисок стандард отколку Хрватска. Тогаш Пленковиќ, не навивам ни за едниот ни за другиот, туку само говорам за една фактографија, тогаш Пленковиќ посредно му реплицираше на Вучич, затоа имате околу 30-40 во моментов Срби што работат по нашите кафичи, ресторани на Јадранот, затоа што е подобро во Србија. А зошто Хрватска нема? Затоа што Хрватска ја напуштаат младите. А членка на Европа? А зошто? Затоа што Европа не инвестира. Не знам дали ми разбирате? Европа е заинтересирана за ефтина работна го споменав сила. уште на почетокот, знам ефтина кој е работна контраргументот, сила. да не може да го сопре никој иселувањето, да. Дел од Европа па се сели во други земји, вон европски. Да. Мене поентата на прашањето ми е, знаете, не се иселуваат сите поради екзистенцијални причини. Споменавте вие, многу луѓе си заминаа што беа добро ситуирани во Македонија, си заминаа од причини што, како велат, нема систем во Македонија. Кога се случи трагедијата лани во Кочани, дури имаше и протести, системот е следен, сите виновникот го посочија во системот. Видовме колку полицајци, инспектори, административци лесно се корумпираат, заедно се паре во кафич или за подарок рачен часовник. Гледате ли вистинска пред се политичка волја, бидејќи без политичка волја ништо не може. Да се сменат, нешто вистински да се реформира тој систем во Македонија, да, а да не биде тоа само штиклирање на обврски што не ги задаваат од Брисел и сега ние се фалиме дека да не биде значи поврзано со исток, запад или така натаму. Тука да се свртеме кон самите себе си. За жал не. За жал не. Може ли вината само да се препише на политичарите или малку е поширока и на интелектуалците, и на народот? Интелектуалци. Мислам, едно од најголемите, не ми текнува соодветен збор, не е предавство, но детронизација или цимнување од местото што се имал, го направија интелектуалците. Наместо да бидат се присутни, и се вон присутни од оно што се случува во Македонија. Според принципот трајче. Тоа е заради да не си го наруши од комфорот? Комфорот да не си го наруши, други влегуваат во политиката и од добри лекари стануваат лоши министри или лоши пратеници, од добри инженери исто така стануваат лоши политичари, лоши инженери. Така што една од најголемите капитулација, така да речем, детронизација или само детронизација е на македонската интелигенција. И тоа ми е просто необјаснив феномен, иако е 50-50 особено однезе се очекува да се вклучи во јавната расправа. Со филозофија и со социологија, бидејќи сум и во едната и во другата област, иако матична ми е филозофијата, но животот кој го живееме бара и познавање на социологијата, за да можете да ги објасните некои работи, па така одам и во социологијата. Ние живееме во едно време кое би било сон за секој социолог и филозоф. Толку е аномично, толку е чудно, што просто ве предизвикува да го анализирате, а не да бегате од анализа и од пишување на книги, студии и така натаму.
Да, многу ретко гледаме да се вклучи некој во слободна дебата без за тоа да е на некаков начин да има некаков личен интерес. Секој мисли кој како сака нека ме свати, па како ова ќе биде сватено, па како го речам вака, па да не биде свртено онака. Аха, политичка коректност. Не можам да разберам. Не е тоа само политичка. Па дали може би комшиката кој е ВМРО-вец ке ме смета за СДС-овец или ако е СДС-овец ке ме смета за ВМРО-вец. Тоа е таа политичка Тоа е нивен коректност. проблем зашто ќе ме стават. Еве тргнувам од себе. Некој ме смета за ВМРО-вец, некој за СДС-овец, некој за националист, некој дури за шовинист, некој за граѓански ориентиран, некој за комунист, некој за комуњар дури. Сега не велам дека ми е сосема сеедно тоа. Сепак сме ние социјални суштества и битно е што средината мисли за нас. Но што е многу побитно е што јас мислам за себе си и дали оно што го мислам во себе си го кажувам и на другите без било какви калкулации. Ако сум чист пред себе си, веројатно во известно време ќе станам барем за дел од тие кои се сомневаат во мене или во вас или во не знам некој трет, кој искрено го кажува своето, дека менува своето мислење. Една од причините зашто не влегов во политика, иако имав можности да влезам во политика. Дали во оваа партија или во она партија, тоа е ирелевантно. Можев, реално кажувам. Нека делува тоа нескромно. И ми се нудеа многу работи. Меѓутоа, јас се држев секогаш за еден принцип и прв пат тоа го кажав многу давна, 1989 година во интервју за студентски збор, ми се чини беше, дека сферата на науката е сфера на истражување и доаѓање до вистината и на нудење на решенија. Значи, истражување и доаѓање до можни решенија на одредени проблеми. Дали се интелектуалците не се свесни за својата улога во општеството? Само момент. А сферата на политиката е сфера на одлучување. Значи, науката треба да нуди решенија, а добрата политика да ги консултира тие решенија и да го одбере оно за кое смета дека е најдобро. Иначе, кога научникот или стручникот ќе влезе во политиката, ќе прекине да биде тоа што е, ќе изгубите добар научник или добар професор, ќе добиете лош политичар, а политичарот кога ќе влезе во науката, ќе добиете карикатура. Да, доколку се грижи за јавниот интерес, може секој да придонесе во политиката. Проблемот е што кога влегуваат во политика, потоа партиските интереси ги надвладуваат националните, државните и јавните интереси. Сега некако, професоре, имам печаток дека таа улога на коректив на власта наместо интелектуалците и таа слободна дебата што треба да сведочиме во секое демократско општество ја презедува социјалните медиуми. Тие се на некаков начин рефлексија на тоа што јавноста го мисли или голем дел од јавноста го мисли, но прашање дали може да понуди доволно аргументирана дебата за проблемите со кои се соочува општество? Не. Иако сум доста ангажиран на тој план, но мислам не. Или не е доволно. Може да влие до одреден степен, но сепак потребни се сериозни дебати, јавни дебати, со добра аргументација. Фејсбукот или било кој од овие социјални мрежи или медиуми не може да ви поружи такво нешто. Треба да цитирате, треба да кажете на одредена книга и така натаму. Тоа не е можно во вака. И оно што е загрижувачки, барем за мене загрижувачки, е следново, што во тој еднопартиски систем, го кажувам најодговорно термовите, собственото лично искуство, помакар да е било и погрешно, но јас сум тоа длабоко убеден дека така беше, во тој еднопартиски систем се организира низа трибини, организирани од страна на партијата, а во кои учествува и луѓе кои не беа партици. Значи, некои не беа значајни партици, туку воопшто не беа членови на Сојузот на комунистите на Македонија или на Југославија, гледано на сојузно ниво. Зошто? Затоа што сепак тие какви такви луѓе кои изградија каква таква држава, Југославија и Македонија, имаа барем нека биде и сосема рудиментирана свест за значењето на науката, на културата и на уметноста воопшто во едно општество. Мислите дека тие први раководители на идеме на наше локално ниво во Македонија после 45 година знаеле што е балет? Но неколку години после тоа се формирал балет, бидејќи чуле има балет
Тоа нешто значи. Има опера, бе, што е тоа опера, пеа таму. Каде тоа? Во секоја развиени културна земја, а и кај нас да биде. Не, овие се само доволни. Они вас и ви доцираат сега. Они нас на науката ни кажуваат што треба да правиме. Не беше тоа Организираат идеално. јавни дебати формално во собрание, се одржуваат по некои прашања, но тоа е повеќе да се задржи формата и тоа што е можеби законска обврска, отколку што има искрена волја да се слушна интелектуалците што имаат да кажат. Професоре, што според вас е најголем проблем во држава во моментов? Тоа што не можеме никако да се справиме со корупцијата, тоа што имаме партизирани институции, тоа што имаме се уште дипломи што може да се купат како на пазар. Што според вас е приоритетно прашање со кое треба да се зафати општеството и државата? Со сите одеднаш. Но не знам дали имаме снага доволно, од друга страна не сакам да бидам скептик. Доколку времето ни дозволува, се сеќавам на некои ситуации кои можеби ќе го објаснат тоа некаде мојот став на посреден начин. Не затоа што бегам од директен одговор, но просто не е разбирам, можно. комплексен не е едноставен одговор. Не е можно. Да разбирам тоа работа. Значи, имав многу прилики, многу можности да разговарам со клучни луѓе од нашите македонските партии. И ми се нудело, отворено кажам, ми се нудело, што знам, да бидам кандидат или да бидам министер или да бидам пратеник и така натаму. Јас секогаш одбивав, сега да не навлегувам во мотивацијата зошто, но секогаш им го поставав следното прашање. Одnosno им кажав на следново. Не е проблемот да се дојде на власт. Проблемот е проблем, нормално, но не е суштинскиот проблем да се дојде, или клучниот проблем да се дојде на власт. Проблемот е што после тоа. Па продолжував да објаснувам. Еве да претпоставиме, добивате доволно број на гласови на парламентарните избори да формирате самостојно, не во коалицијата, самостојно влада. И да претпоставиме дека можете да најдете 10, 12 или 20 колку веќе се потребни министри кои ќе ви се сосема лојални, во добрата смисла на зборот лојални и кои се навистина компетентни. Не е проблемот да дојдете до тие министри. Сега треба да имате и заменици министри и нивни помошници. Понатаму, во тие министерства кои ќе влегете, наследувате одредена структура која е веќе навикната на одредени привилегии. Ќе морате да ги чистите. Ако ги чистите, тогаш тоа ќе бидат чистки. И тоа не е само на ниво на влада. Тоа е сега на ниво на општина, на град. Тоа е на ниво и на градинг. Да, многу успеале. Секој пред изборите се гледа барем еден чекор понатаму. Еве Словенија успеала. Држава која има слична структура, произлегла од иста држава како ние, денеска се навистина многу напред, многу помодерна земја. И тогаш беше она што е сега. Во Словенија немаше село. Не село во нас смисла во која ние. Си го замислуваме, зашто за нас село не е село ако не мириса на урина од стоката, ако не е целото калавор, а таму нема ни мирис, ни ништо. Значи не можеме со Словенија да се споредуваме, тоа е од една страна, а од друга страна словенците работеа паралелно на два плана. План А и план Б да ги наречам. Едниот план нека биде план А, што доколку Југославија продолжи понатаму да живее, и тоа добро да живее, кои мерки ние треба да ги преземаме. План Б, а што ако Југославија не успее и се распадне, што тогаш треба да прави? А ние сме немале план Б. Никаков план. Дори, особено можеби Словенија изненадени сме биле што до израз дојде независност. 86 година, кој Јосип Видмар, име кој веројатно не значи ништо за сегашните генерации, го прогласи за словенечки националист затоа што и он говореше за тој план Б. И говореше дека Словенија мора, 86, не велам беше во права или не беше во права, само ви кажувам. Да, дека се подготвувало. Дека Словенија мора малку да припази
колку работници прима од другите републики. И тоа беше прогласено, тоа беше шокантно. На ниво на Југославија беше тоа прогласено за словенечки национализам и шовинизам, демек не му сметат босанци, муслимани или не знам што во Словенија. Но тоа е гледање напред, тоа не е залагање за таква Словенија. Но што ако дојде до тоа, и за тоа треба да имаме решение. Кај нас не. А сега уште помалку. Европа, здај, словенски кажано. Европа сега демек. Тоа беше минат. И на крајот сите на вистина, вклучувајќи мене, се согласиме стварно Европа здај. И кога ќе речеме Европа здај, значи Европа сега, влегуваме во Европа, Европа крахира. И што правиме тогаш? Кој ни е вториот план? Бидејќи нели немаме друга алтернатива освен Европа. А Европа јас нема вака. Така. Што правиме тогаш? Што правиме ако Русија јас нема? Не затоа што Русија не брани, не затоа што Русија не... Сосема се менува целата геостратегија. Да. Или обратно. Ако Русија успее. Што правиме тогаш? Гледате ли во каква ситуација се наоѓа Америка? Многу поразлична од она во која се наоѓа Русија во Украина? Првпат се случува, јас колку што знам, нивни воени бази да бидат бомбардирани. Амерички. Со Иран. Не говорам ни со радост, ни со тага. Констатирам само. И сега Трамп се наоѓа во сличната ситуација во која се наоѓа Путин. И Путин проблемот ќе го решише со воена акција. Специјална воена акција. Која трае повеќе од Втората светска војна. И сите мислат дека Европа ќе биде во дефанзива, ќе има недостиг на енергенци и така натаму, а во Русија се воведат, уште малце ќе се воведат веројатно и бонови за бензин. Имате огромно искуство, многу предавања, многу книги прочитани. Како предавам филозофија од денешна перспектива? Но животот ме натера да се бавам и со ова. Зашто сме сепак и зоон политикон. Мислите дека на крај ќе преовладува умот или како цивилизација одиме кон самоуништување? Мислам дека ова цивилизација не е заминување. Мислам. Ништо ново и ништо разочарувачки. Имало време во кое доминирала Персија, случајно се таа се покопува со Израел, со Иран. Имало време кога доминирала, да речеме, Египет или Македонија, каква таква тогаш античка Македонија, дали била словенска, не била словенска, не навлегувам во тоа. Имало време кога доминирала Рим, па дошла Ренесансата, после Ренесансата дошла буржоаската револуција во Франција, така што ова цивилизација на заминување. И Спенглер не случајно, некаде на почетокот на 20 век, ја напиша една сериозна студија, која ја препорачувам на секој кој има интерес за тоа, Самракот на Западот, на почетокот на 20 век. Затоа што постоја теории тоа се доста легитимни за циклична историја. Дека историјата како спирала оди вака нагоре. Доаѓа до еден момент на истото место, потоа пак продолжува нагоре, пак застанува, пак оди. Или според Тоинби, еден полека, веројатно претпоставувам да сме на крајот емисијата, Арнолд Тоинби, и историчар, и филозоф на историјата, и тој застапува циклична теорија, значи повторување на историјата, а сепак, иако се движи во круг, не стои на место и дава аналогија, пример, со тркало. Тркалото го вртите и тоа оди напред, иако прави само кружни движења, но сепак оди напред. И мислам дека сме сега во еден таков период. Професоре, ви може би благодарам. сме во истеричката, ајде, христијански говорејќи. Се надам дека сепак ќе преовладува умот и дека нема да се случи нешто непосакувано за цивилизацијата, иако има опасности. Се разбира. Ви благодарам многу за овој разговор. Се надам дека ќе имаме повторно прилика. Се надам и јас.
Почитувани гледачи, тоа беше професорот Љубомир Туцуловски. Благодарам за вниманието. Останете со Канал 5. Се гледаме следниот четврток.